Одржавме локален совет за превенција, на кој што присуствуваа представници од локалната самоуправа, сите директори на основни училишта, сите директори на градинки, представник од обвинителството, представник од медиумите, како и граѓани. Разговаравме за неколку битни прашања, тоа е за јавниот ред и мир на територија на општина Карпош, особено во пресред на летниот период, кога претежно тинејџерите знаат во доцните ноќни часови да го реметат редот и мирот на граѓаните. Следната работа околу оштетувањата на детските игралишта, како и дефинирање на одредени точки во општината каде што имаме посериозни проблеми од граѓани кои што сериозно го реметат јавниот ред и мир, прават разбојништа, кражби и така натаму. Исто така се осврнавме на превенцијата што треба да ја направиме, како и апелот до граѓаните што треба да го упратиме во текот на летниот период и можностите од кражби додека граѓаните се на годишните одбори. И на крајот разговаравме многу сериозно за прашањето околу противпожарната заштита, како на установите, детските градинки и училиштата и објектите што се под команда на општина Карпош, исто така и стамбените згради, како и сите граѓани и индивидуалните домови на територија на општина Карпош. Од Министерството за внатрешни работи, од представниците на Министерството за внатрешни работи ни беше доставено упатства и правила по кои што треба секоја институција на територија на општина Карпош да се однесува, и тоа така и се денеска ги доставивме до сите училишта и градинки, истите мора да постапуваат по нив. Очигледно дека во солидна состојба се градинките и училиштата на територија на општина Карпош во делот на противпожарната заштита, но има објекти кои што треба да се појача хидранската мрежа, бидејќи нема доволно притисок. Тоа значи дека мораме да направиме проекти со кои што ќе се постават резервари за вода, кои што во континуитет ќе бидат полни, при кои што ќе се постави силна хидранска мрежа, односно ќе се постават силни хидрофори, како и независно напојување на електрична енергија, затоа што има објекти кои што во случај на пожар автоматски се исклучуваат и пумпите, односно снемува енергија и во пумпите, значи во тој дел треба да итекако да интервенираме, но сето тоа предизвикува дополнителни финансиски ефекти врз буџетот на општина Карпош, а да потсетам, значи општина Карпош ги реновира скоро сите училишта, поставивме фотоволтајзи на сите кровови на училиштата од 25 до 40 киловати. Во тек е тендерот за набавка на 254 компјутери за учениците. Исто така веќе заврши тендерот за набавка на смарт панели, што значи дека ги сврламе таблите и одиме со смарт панели во наставата од 5 до 8 оделение, значи најсовремен начин на одвивање на наставата ќе имаме по училиштата. Сето ова значи покажува дека енормно вложивме средства во училиштата и ред е во оваа ситуација кога треба да ги подобриме безбедносните карактеристики и безбедносната состојба во сите училишта, не само кај нас, туку во цела Република Македонија, не слушнавме ни збор дека владата или Министерството за образование ќе издвои дополнителни средства за обезбедување на овие итекако битни финансиски средства за подобрување на противпожарната заштита, заштитата од громови, значи громовската инсталација, а исто така и заштитата што е битна заземјувањето какво е на сите објекти каде што битисуваат училиштата, односно учениците и во детските градинки и училиштата. Исто така падна и добар предлог од представниците на верските заедници да се посетат и сите верски објекти, да се види тамо каква е состојбата, бидејќи и тамо се собират голем број на граѓани, кои што во случај на пожар исто така би можеле да се предизвикуваат сериозни последици по здравјето и животот на граѓаните, значи ќе бидат опфатени и верските објекти со овие наши контроли.